Благодарам, подпредседателе. Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита по скратена постапка. Во предлог законот е предвидено и формирање на Национална комисија за имунизација, како и се создава правен основ за именување на Национален координатор за имунизација. Денес сме 18 март 2021 година, веќе втора година од ковид пандемија, ние немаме формирано Национална комисија за имунизација. Немам друго што да кажам. Во предлог законот е назначено дека измените нема да предизвикаат дополнителни фискални импликации врз буџетот на Република Македонија, значи нема да предизвикаат фискални импликации, меѓутоа, за работата на Националната комисија за имунизација, за незините членови, им се исплаќа месечен надоместок во висина од 70% од минималната плата во Република Македонија, согласно со прописите со кои се утврдува минимална плата во Република Македонија за месеците во кои Националната комисија за имунизација одржала најмалку еден состанок. За вршење на административно-техничките работи за потребите на Националната комисија за имунизација, на секретарот му се исплаќа надоместок од висина од 35% од минималната плата, а Националниот координатор за имунизација, на националниот му се исплатува месечен надоместок во висина на основицата за пресметување на платата за избрани и именувани лица, утврдено со Закон за плата и други надоместоци за избрани и именувани лица во Република Македонија. Чудни работи. И сега, Националната комисија за имунизација има задача откривање, спречување, сузбивање на заразни болести кои се реализираат преку програмата на владата за реализација на тие мерки, предлага план, ја координира работата на сите субјекти вклучени во дистрибуцијата на вакцини, спроведување на имунизација, ја следи вкупната состојба со имунизација, опфат, квалитет на вакцини, несакани реакции од вакцините, врши запознавање на здравствените работници, јавноста за потребата и предностите на имунизацијата и така натаму. Значи, ниту имаме Национална комисија за имунизација, а уште помалце вакцини. За жал. За жал, бројките на заразени, особено бројките на починати, укажуваат дека Република Македонија се наоѓа на дното на земји во светот кои успешно се справуваат со COVID-19, а високо на листата по број на починати. Фактите се милосредни за вас, почитувани од власта, а ние му веруваме на фактите и на бројките. Укажувавме дека некаде се греши и затоа баравме да се формира комисија за заразни болести, која што ќе биде тргната од рацете на политиката и која што ќе носи одлуки според потребите на ширењето на епидемијата, односно вирусот COVID-19. Вие тоа не го прифативте. Баравме масовно тестирање, изолација на сите пациенти кои што дошле во контакт со COVID позитивни. Меѓутоа, и тоа не се случи, затоа што воопшто немаше тестови, за летниот период да се искористи за организација на клиниките, за вториот бран кој што се очекуваше, адаптација, пренамена на поедини згради, кревети, кислородни боци, модуларни болници, кои за жал се уште не се готови после една година од постоењето на пандемијата со COVID-19. Кажувавме дека во сите градови треба да има пунктови за да се тестираат граѓаните, за да се следат кластерите, да се лоцираат и да се изолираат. Да,
нема лек за вирусот COVID-19, меѓутоа има мерки за сузбивање на ширење на вирусот. Во Австралија одат дома и ги тестираат медицински екипи. Ние сме далеку, научна фантастика. Кај нас немаше тестови, а не камоли дома да одат медицинските лица и да ги тестираат. Немаше вакцини за грип, замислете. Вакцинирањето против грип започна на 1 декември, што никогаш досега, дотогаш не се случило во Република Македонија, и тоа само по 40 граѓани во денот. Па каков немир се случуваше меѓу граѓаните, па се јавуваа кај матичните лекари. Значи, хаос беше тогаш во тој период. А од друга страна беше вториот пик, кога вие теравте избори и кога Комисијата за заразни болести, наместо да спроведи навремени мерки, вие чекавте да поминат изборите во Штип, а имавме по 700 починати и во ноември и во декември месец. Баравме Комисија за заразни болести, која што ќе биде тргната од рацете на политиката. Меѓутоа, и тука вие не послушавте. Состојбата се влошуваше, се зголемуваше бројот на здравствените работници, затоа што здравствените работници нема заштитна опрема. Сами си купуваа маски, ракавици и скафандери. Исто така, им паѓа имунитетот, се заразија плюс здравствени работници. Сведоци сме дека има и починати здравствени работници. Ја губеа силата здравствените работници. Секојдневно се борат со недостиг на персонал, не може еден доктор на инфективно оделение со 60 болни и со 30-40 прегледи на ден сам да работи. Тоа е, таква е ситуацијата. Сам докторот работи на инфективно оделение. Пандемијата одзема животи, а вие немавте стратегија, спроведувавте очигледно ретроактивни и непродуктивни мерки. Доколку ја менеджиравте кризата успешно, немаше да имаме вакви бројки како што имаме сега. Ние исто така ги предлагавме сите мерки, меѓутоа вие не слушавте нас, не знам зошто, што си мислевте, не знам. А дали имаше доволно тестови, дали имаше доволно болнички кревети, дали имаше доволно места по болниците, можете да ги прашате самите пациенти, дали имаше лекови, дали имаше клексане. Прашајте ги пациентите, самите ќе ви кажат. Потврливте по ефикасноста на спроведените мерки, по откривањето на заразени, по бројот на тестирања, ефикасност на здравствениот систем, како и подготвеноста на владата во борбата против вирусот. Излегувавте и кажувавте дека се е под контрола, напротив, бројките покажуваа сосема друга слика и за ова треба некој да понесе одговорност. Во многу европски земји користат податоци од националната инфраструктура на геопросторни податоци ГИС систем, од каде се преземаат прецизни мерки за контрола и сузбивање на пандемијата. Во Македонија во 2015 е пуштена во употреба, дали тоа го користите на вистина не знам. Меѓутоа, едно знам, дека во овој месец сме влезени во третиот бран на ковид пандемија. Како предупредување ни стојат 115.223 заболени, 3.388 починати граѓани. Имаме ненаучени лекции, погрешни и закаснети чекори, промашени термини, нестручност и непочитување гласот на еснафот. Сето тоа скапо не чини неодговорна и корумпирана влада на СДСМ, со скандали, со нарушени меѓучовечки односи, со кривични пријави. Тоа е резимето на владењето на СДСМ. А денес, наместо да имаме вакцини, затоа што, пак ќе кажам, ниеден граѓанин со повеќе коморбидитети не е вакциниран против COVID-19, Министерството за одбрана купува 54 оклопни возила во вредност од 210 милиони денари. Браво!